Добар, убав и среќен ден ви посакува, драги наши пријатели, тимот на Вкусот на традицијата и Алфа телевизија и тимот на Златно буре Кучково, каде што се наоѓаме во моментот во нашата просторија, во нашата кујна, со нови рецепти на денот. Сега е веќе време помеѓу есен, зима, па дури и рана пролет, значи кога ќе дојде, ние користиме тиквата во нашата македонска традиционална кујна. Велат дека тиквата е македонската банана, затоа што велат и детено рани го со тиква, има здраво да биде. Има сите потребни минерали, витамини. Од тиквата таа и како основа на многу сокови, освежителни, овошни сокови. Понатаму можеме да правиме чорби, пита, можеме сладко да правиме, да јадеме печена, варена, на пареа и така натаму. Но мене од секој пат многу ме привлекувала рецептата за најстаринската пита со тиква. Сега е лесно, нели ние сакаме да си олесниме работата, да си купиме готови кори, ги имаме во сите маркети, ги имаме на пазарите, ќе си купиш половина килограм кори, тиквата, од вечер може да си ја изрендаш, само што се вели ке си ја завиткаш, малку оревче, ова, тоа, вака, така, ете ја готова питата. Но да видиме како оваа пита со тиква ја правеле нашите мајки, баби, прабаби, стрини, вујни. Затоа е нагости во Вкусот на традицијата господјата Блашка Стојанов, кој што ќе ни го даде одговорот токму на тоа прашање и ќе ни ја презентира најстарата пита со тиква. Добре ни дојде, господја Блашка. Добро ве најдов. Како си? Преубаво. Преубаво, браво. Секогаш насмејана, секогаш со елан и секогаш подготвена за убави работи. Да. Ти си во пензија, така? Да. Едноставно, животот воопшто не ти е како мирна река, напротив, како разбуркан и растреперен океан или море, брановит, затоа што постојано имаш многу активности, така? Да. Кажи ми, како си ги поминуваш твоите пензионерски денови? Дали членуваш некаде, какви активности други, каде си се? И јас со одењето во пензија, прво се приклучив кон членовите на Даре Џамбас. Таму сликам, имам прекрасни слики кои што од Даре Џамбас на нивните организирани базари ги продаваат. Таму одам на креативна работилница, одам до усовршување на англиски јазик, да. Гледајте колку е... До усовршување, играње на танго, исто сум приклучена во групата играње на танго, вежбаме чиконг, имам и други активности, да. Вау, колку работи ми знакаш, значи колку може да биде продуктивна третата доба на човекот. Доба и тоа да Значи да усовршувате англиски јазик, да учите кинески, филозофски вештини, јога вештини. Да. Браво, да сликате. И сликам, имам талент за сликање. Еве, шанса сега со одењето во пензија во Даре Џамбас, можете и сами да видите, јас имам прекрасни слики кои Даре Џамбас ги продава на нивните базари. А сега ќе имаме, последните слики ќе имаме и изложба, која изложба можете да ја посетат кој сака, например, да ја посети, да види како ние во Даре Џамбас сликаме. Браво! Секоја чест, значи ме... И морам да не завршив. И плюс идам на пење во ансамблот Вања Лазаров. Вања Лазарова, можам да кажам дека ги доби сите највисоки оценки, дури и од стручните музички лица, а да не зборувам за вашиот аудиториум, публиката што ве слуша, што ве следи, вашите обожаватели. Значи, ви имате многу луѓе кои што ве обожуваат, затоа што вашата работа е високо професионална. Јас сакам токму сега во оваа емисија да ја поздравам вашата председателка Ленче. Ленче, голем поздрав од нашата емисија и поздрав до сите членови и до оркестарот, значи сите членови на Вања Лазарова. И да ви кажам дека
вратата е отворена за вкусот на традицијата. Ве очекуваме во следните емисии, која од вас ќе биде едноставно подготвена, да повели да дојде да ги споделуваме нашите рецепти. Ајде сега да слушнеме збор 2 и воедно да ни каже што се е потребно да се направи старинска пита со тиква. Што се ни е потребно? За подготовка на оваа домашна старинска пита ми се потребни 300-400 грама брашно, 500 грама рендана тиква, 100 грама сецкани ореви, едно лажиче цимет, една ванила, 3-4 лажици кристал шекер, зејтин за корите ќе ми треба и за замесување на тестото ми треба вода, колку ми прима брашното и малку сол. Да почнеме. Може. Првин, брашното. Првин си ставаме брашно. Ајде, јас вака да ти помогнам да ни биде поедноставно, така? Многу е цело. Добро. Еве, јас ќе се изгледам вака. Како една мерка ќе се направам. Добро. Добро. Сол тако може да Тука, ми ја. сол. Еден прстофат сол, така? Да. Еден прсто, да. Така. Сол и брашно колку ќе ми... Многу често не прашуваат помладите зошто се става малку сол по тестото. Тестото мора да... Иако е блага питата, тестото мора да има... Да има и сол и шекер. Да. Така. Добро, сега го месиме тестото. И ова тесто исто не стасува, Блашка? Не, пошто немаме кваса. Ќе го замесиме. Само да одмори малку. Да, малку да одмори, почнуваме со сукањето. Добро. Корите ги простираме малку да ни се засушат и почнуваме со ложењето. Значи, убаво да се измеси тестото, значи да немаме да не се лепи на раката, да добиеме едно убаво мазно тесто. Ваквите пити И средно меко, така? Да, средно меко. И убаво измесено тесто, ваквите пити бараат. Аха. Можеш тоа да ми го подадеш, да не ти пречи тука? Еко. Добро. И во овде ќе ја ставиме, тие веќе не ни треба. Може малку да ти наросам брашно? Може. Така. Значи, сега започнуваме со месење. Многу е важен процесот на месење на питата, затоа што понатаму како ќе ги сукате корите со сукалка, зависи токму од овој миг. Значи, сега ќе игра сукалото дека кај нас во вкусот на традицијата. Убаво Значи, игра сукалото. Убаво умесено тесто, за да се убаво сукаат корите. Аха. Корите треба за вкусна пита исто да ни се тенко расукани. Така. Да. Шекерот во прав ни е потребен откако ќе се испече питата, да ја наросиме. Значи, сега за сега ќе си го ставиме шекерот на страна. Ајде така. Значи, буквално треба да ви се лизга тестото низ рацете на масата, да ви се лизга. Или Блашка, кога ќе го видиш вака тестото, ќе си кажеш, ау, зарем можно дека една тепсија пита со тиква ќе излезе од едно толицко мало тестенце. Па се е возможно. Македонската традиционална кујна и се е возможно. Во тоа е умешноста на нашите прабаби. Така, од ништо нешто правеле. Нешто правеле, да. Богати, големи трпези, Да. буквално од ништо. Умееле од тоа ништо да ги направат најсовршените специјалитети. Еве убаво умесено тесто.
Jest, ono se poznava. E. Maznu? Mazno, Je. super, Da. odlično. Stavi go tuka, Така. dodeka to odmara. I Не, сега треба да го разделиме на две. Да ги усикваме две топчиња. Две топчиња, па можеш и со рака да го поделиш. Да. Да. Така. Не ни овде, но. Добро. Еве. Водата повеќе не треба и така ја ставиме на страна. Ке ги препокриеме малку со фолија да се одморат, 10 минути и почнуваме со сукањето. Додека ти одмара, ти ќе го подготвиш филот со тиква. Еве. Овие да се препокријат. Одлично. Ти ги покриеме, ајде подготви За тоа го време сега. филот. Да, Во филот ставаме едно лажиче. Повели. Едно, Да не прљаме многу, да не запрљаме се со една лажица, ќе си работиме. да Ставаме бидеме. Цимет. цимет. Едно лажиче. Едно кафено лажиче. Кафено лажиче, да. Те толку. Ај стави едно супено, па уште побаво е кога има повеќе. Да. Па зашто да јас не? Јас леле колку сакам цимет и сакам многу цимет да има во питата. Да го ставам Стави целиот. го цимет. Ајде, така многу на душманите. Ке му ставиме малку. Од ванилиниот чекер. Ванилиниот чекер, А зашто да. ќе оставиш? Објасни ни. Другиот дел ќе го ставам кај оревите и кај шеќерот. Да. Добро, добро. А во овој дел тиквата ја сам така со циметот и со Супер. половината И ванила сега ги стави мешам. си шекер. Не, 3 до 4. шеќерот овде не го ставам. Шеќерот го Не. ставам на корите, да, приложењето. На корите Во го тоа е ставам. тајната за убавината на оваати и за посебност, и за посебноста на вкусот. Да, ќе ви покажам. Леле, ете, тоа е тоа она што се вели мали тајни на големите мајстори во кујната. Фактички ова е една полна, едно полно лажиче, едно полно Така, лажиче. значи тука ти ни биде подготвена Го тиквата со филот. циметот, сечканиот орев, шеќерот и ванилиниот чекер и маслото. И така, да тавата не е отстои од подготвена. корите и почнуваме со Ете сукањето. така. Нека ни остои тестото и продолжуваме. Еве, почитувани пријатели, сега тестото е одморено. Повели сега Почнуваме со сукањето. со сукањето. Да, почнуваме со првата кора. Значи се наросува брашно, ќе го Да. ставиме тука брашното. Да не ни смета на... Така. Сега следува тоа изненадување што сакам да ви кажам дека оваа пита со тиква не е иста како она кога редиме тиква, редиме орев, има посебен начин на кој што ќе се склопи кората и ќе се формира во пита. Останете со вкусот на традицијата да го видите тоа. Леле, колку е убаво тестото, Блашка. Да, видиш? Убаво Колку е убаво умесено тесто тестото. се познава во сукањето. Да. Прекрасно нешто, браво. Исто, сега двете кори ги сукаш и потоа ги полниш. Да. Така? Да, после ќе ги ложиме. Значи сега се сука кората, се додека не добиеме една тенка, прозирна кора. Голема кора. Значи, како ти е тестото направено, Блашка, ова е, значи, како... Не знам како да кажам, значи, совршена кора, Да. совршена. Да. Убаво умесено тесто. Толку мазна, толку убава, не се кине, еластична. И ова си е мајсторија, но полека, што се вели овој занет ќе се пренесува на следните генерации. Да. Сега како ќе се исука првата кора, на потполно идентичен начин ќе се исука и втората кора.
Значи, тука одиме со принцип прво се сукаат корите, да се подисушат и потом се финуваат. Така, за повкусна пита треба да се малку подзасушени корите. Една гостинка исто порано што беше во вкусот на традицијата, ни покажа еден многу интересен начин кога веќе беше готова кората и така дувнеше одоздола да види како игра кората. Тоа е. Вика сега Адријана е готова. Тоа е тенко исукана кора, да. Така бранува тенко исуканата кора. Браво, значи браво. По тебе, уште колку треба да се досука кората, да биде? Неколку. Уште неколку вртења. Вртења, да. Значи, кон вас со сукалото и од средината према краевите. Така всушност ја развлекуваме. Така развлекуваме кората, да. Малку. И еве, на крајот кората се сука без брашно. Без брашно, само треба за да да не остане брашно на кората. Не. Корите. Добре, ти ќе ми ја подадеш, јас ќе ја ставам тука чаршавот го подготвивме веќе. Да. Ајде, уште не. И уште еднашка. Два пати и така. Одлично. Кората не разцука. Ето така. Повели сега топчето за пупата за втората. Ајде повлечи сега, пошто со ова го покривме тестото. Ајде така, повели сега сукалото. Значи, одиме на ист начин и втората кора. Скоро е готова и втората кора. Да. Сега ќе ставиме и таа да се подзасуши додека ја обработуваш првата кора, така? Да. Еве сега. Еве ни ја тавката, ќе ја подмачкаме. Сега сукалото повеќе не ти треба, само да ја префрлам. За првата кора. да, за корите ќе ми треба, Првата. за да ги пренесуваме на. Ајде, така види ова леле, како од продавница, па ни во продавница нема ваква кора. Ајде. Да. Сега доаѓа на ред тоа што ви кажував, како ќе се здипли кората. Прво Ајде, малку ќе Блашка, убаво да подмачкаме. ни објасниш. Да, сега ќе ви објаснам, малку ќе ја подмачкаме Добро. хартијата. Тавката, хартијата. Е, така. Со зејце. Добро. Значи, ки си имате тавче, ви кажав, за дозата 30 или 32. Со хартија за печење. Сега ја наместуваме со масло кората. Целата кора. Така. Така. Добро. Сега И што сега. следува? Половината кора. Вака, Половината- јас ќе се послужам со Ајде, објасни и ми. убаво. Се- Половината кора, на пола кора ќе ја ставиме тиквата. Филото Значи, од не на тиква, цела цимета, кора, не. туку на половина кора. Да. Половина од зајрето, Од тоа е зајрето, да. четвртина од зајрето. И не одиш скроз до крајот тука, така? Не, може и до крајот. А, до се оди, крајот? Да, јас после си Добро. ја распределувам. Ајде. Еве. Кажи. Сега накнадно со рака си ја Ете, тоа е распределам. тајна мајсторија. Да. И вак. Прво го ставам, може лазиче или со рака да се Со посла? рака, Да како се посла. дома што си правиме. Значи, на половината од кората ставаме шеќер. Шеќер. Верувај ми дека прв пат гледам ваков начин на правење на пита. И става малку Шеќер, малку ванила. ванила.
И ореви. И ореви. Значи, половина кора тиква, половина кора Шекер со сечкан ореви. И орев, орев. шекер и ванилин шекер. да. Ова многу богата ќе биде. Уф. Едва чекам да се испече, пак ја наросиме со прав шекер. И вака. Мираци. Сега Ајде при го Значи, преклопуваме тој дел. Тиквата ја преклопуваме. Да. Потоа ја преклопуваме. Го преклопуваме делот со тиквата, па го преклопуваме делот Оревот. со оревот. Добро. И го преклопуваме вака. Комплет. Го ја затвараме Така, корот. и после И ја собираш, леле. Да. Браво. Ова Значи, вртиш полжавче. Да, се врти во полжав. Леле. Мираци, ме прашуваат и келнирите во кујна кога ќе биде оваа пита. Еве сега јас ти подавам и оваа кора. Повели. Да. Еве. Така. Значи, вистински уметник си блашка и во корите, не само тоа што слика. Што сликам, да. Да. Може уште малку зајцин? Може, како Да. не. Да ставиме на кората. Подготвени така, сме ние добро. за се. Ете така. Добро. И готвењето во кујна е уметност. Уметност, вистинска уметност. Да. Треба да бидеш креативен и се. Да. Ама туку се радувам за ова рецепта за питава. Не можам да ти опишам. Па тоа е есенски рецепт, тиквата сега во есен и пред нова година. Јас и за батник приготвувам пита со тиква. Да. Значи, на половината, Да. на секаде распределуваш. Да. Така. По целата половина. Така. Добро. Сега, може да ставам ја шекер? Може. Тоа како една лажица. Даде ти рече 3 до 4 лажици, така? Не, вкупно, сакав по една Значи, лажица не за една кора. Да. Е тоа да им кажеме. Чекай, Да, па една лажица шекер, јас кажам. Една лажица шекер на На една една кора. кора. Да. Еве го ванилиниот шекер И оревите. и оревите повели. Како ово убаво мириса. Е, сега ја повторуваме постапката. Уште еднаш ка погледнете како ќе се креира оваа кора. Втората кора. Ајде. Да. Превиткуваме, превиткуваме половината. филото тиква, Да. превиткуваме Половината со ореви. орев, па уште еднаш Уште еднаш. и Го фалтаме. собираме, Да. го фалтаме, како Да. сукња со фалти. Да. Исто. Ева сега, ова по крајот се реди, така? Кај овде завршува овде. Така. Чекай вака. Ете така. Ете, таман си е тавчето Да. за 2 кори. Сега му За ставаме да. малку масленце, Масленце така? и оди на печење. Да му фрлиме масленце Да. и оди на печење. Ајде сега да видиме. Јас со Добро. четката го премачкувам. Добро, ако целото. ти направи се по твое како сакаш, затоа си ни гостинка во емисијата, да биде се по твое. Да. Мислам јас како си ја приготвам. Јас Ете, со така. оваа четка си ја премачкувам целата површина на питата. Добро. Така. Уште малку ти треба? А на колку степени се пече оваа пита со тиква? Вака. Јас прво редната ја загревам на 250, како 5 минути ја печам на 250, потоа ја намалувам температурата на 200 и ја печам уште 20 на минути. Така. Одлично. До убава браун, златна боја. Медова боја. Да, медова да се малку боја. подизлади, нарасуваме со шекерот Шекер во во прав. прав и драги гледачи, се гледаме кога ќе ја пробаме оваа генијална старска пита со тиква. Тиква, Браво, да. Машка, браво.
наши пријатели, ја имаме најубавата гозба сега. А верувам дека после емисијата ќе ги засукате ракавите, ќе влезете во кујната и ќе направите токму оваа најстаринска пита со тиква по рецептата на нашата гостинка Блашка. Блашка, сега ово оди со кршење? Да, со кршење, со рак. Со кршење. Да. Ајде, ете така, јас сакам. Можеш да да се почнеш, искршам. да. Ау, леле, ова е толку крцкаво. Ајде, те молам, скрши си ти. Те молам, скрши си. Да. Боже, како мириса. Да, леле. да. Прво, Блашка, што ни направи ти тука, што ни направи немагепса со оваа пита. Па сега, нека ни е на здравје. Леле, колку е убава. Во половина доза, значи во тоа малото тавче само добиваме пита со 2 лажици шекер, верували или не. Да. Таква убавина. Како крцка, значи тајната е тоа орево да не го мешате со тиквата. Да. Браво. Мора да се браво. помеша да со шеќерот. Еве, слушате како ова крцка, а внатре сочно. Како да не јаде човек, Господи златен, како да не јаде на ова убавина. Сега пробав од делот на кората, кој што беше само со орев. Значи, ова не можеш да престанеш да јадеш. Да. Не можеш да престанеш да јадеш. Таква пита, такво здание. Тоа е без домашна пита со домашни кори. Сукана. Убаво нема. Без И повкусно. квасец. Ремек дело. Ремек дело на едни вредни раце. Драги мои, направете и топло ви ја препорачува. Го видовте процесот на приготвување. Брзо, лесно, едноставно, а за вкусно. Па тоа крцкаво, ти немате тесто овде, значи нема тесто. Само крцкави корички. Тоа е мајсторлукот на Блашка. во тоа е тајна. На здравје. Како велат, дека најважно од се во животот е да држите до себе. Кога ќе се спротиставите на некого, ќе велат инат. Значи води инат. Толку е многу горделива. Но всушност во превод е тоа достоинство, драги гледачи. Се гледаме во следната емисија Вкусот на традицијата со нов рецепт за вас. На здравје. На здравје.